Ниту една земја во светот, ниту една населена територија, па вклучително и Република Македонија, не може да биде имуна на тероризмот, нити и на тие поготово појавни форми на модерниот тероризам, кои што е тешко да се предвидат, а најмалку пак да се превенираат. Токму на тероризмот во светлото на најновиот извештај на Стеј Департментот за состојбата со тероризмот во 2016 година, ќе посветиме и денешната самовистина со моите денешни гости, универзитетскиот професор Златко Кечковски од Факултетот за безбедност ни доаѓа. Добар ден, Кечковски, благодарам што ја прифативте поканата. И Филип Стојковски од Think Tank организацијата Аналитика, еден помлад господин кој подолго време се бави со истражување на полето на безбедноста и заканите од модерниот тероризам. Благодарам и вие што прифативте поканата. Господи, кои земји од регионот може да се сметат за колевки на тероризмот? Балканот воопшто спаѓа до црвена зона. Условно, црвена зона е како извор на создавање на радикални структури е Босна, која што е историски гледана само истина 25 години е создател на една голема бројка на извоз, би рекол, на радикален ислам, кој што во суштина во овој момент на територијата на Босна и Херцеговина дури и действуваат, односно екзистираат енклави кои што го продуцираат тој радикален ислам, и тоа е општо познато дека по завршувањето, односно текот на југословенскиот конфликт, тој во почетоците на 90-тите години, се создадена структура на радикален ислам во Босна, која што понатаму во суштина наназад гледано голема бројка, значи дури и не постои голем терористички акт познат во изминатија 25 години, кој што се случил на територија општо во светот, значи каде е првенствено исламскиот радикализам како појдовна точка, дури и не постојат акти каде што не учествуваат државјани на Босна и Херцеговина или луѓе кои што поседуваат државјани, меѓутоа не живеат таму, меѓутоа се државјани по некој основ на Босна и Херцеговина. Се извешта и на Стеј Департментот, извешта и се на повеќе аналитички структури безбедносни од Соединетите Американски држави, и тој еден извор, ако го видиме како Босна и Херцеговина, согласно движењата на луѓето нели по териториите на екс-Југославија, по Санџаскиот регион, Косовскиот регион, нели до Република Македонија, Албанија, дел на јужна, на северна Грција, дел од јужниот дел на Србија. Тоа се тие територии со таа црвена линија што рековте. Црвената зона која што во суштина продуцира радикален ислам и создава кадри кои што во принцип и учествуваат до сега во терористичките акти, меѓутоа учествуваат и во действијата на ИСИС. Ако ги земеме бројките визави популацијата, значи да речеме негде од овој регион над 2000 учесници има во борбите на страната на ИСИС, бројките покажуваат дека овој регион е околу 10 милиони до 12 милиони луѓе. Истата бројка ја кореспондира со Франција, која што Франција е неќе над 60 милиони луѓе. И тука ќе дојде прилика зашто е нотиран на бројката на Стеј Департментот, бидејќи срцето на Босна, на Европа во суштина е извор на радикален ислам, и не од сега, него тоа е во безбедностен служба. А посебно на Балканот. Стојковски, што мислите вие? Дали го делите мислењето? Кечковски навести дека прво е Босна и Херцеговина како земја која што е најголем продуктор, ако можам така да кажам, на екстремниот ислам. Па добро. Што велат вашите анализи? До негде, значи има логика во тоа што го Едно време повеќе прстот порано се вперуваше во Косово и во Албанија. Знаете како, сите држави во регионот продуцира во последно време, да кажеме, странски борци кои што учествува во војната во Сирија. Од Македонија имаме скоро 200 луѓе отидени, од Косово и Албанија има некои 300, од Албанија има околу 150, од Босна и Херцеговина има 300 и нешто, но
но мора да се земе предвид дека да, постои значи голема популација во регионот и дека до сега значи во нашите истражувања уште не сме се огледале колку значи од тие што отишле да се борат во Сирија и Ирак, отишле поради некои да кажеме религиозни поводи или колку некои отидени на почетокот од војната имаше што отидоа во солидарност да кажеме со сириското население во борба против Асад. А има некои и за пари тоа што го прават? Па во нашите истражувања не сме се огледале сега нешто за финансиски. Значи имаше на почетокот беше таа значи на база на солидарност кога отидоа голем број на луѓе значи да се борат против режимот на Асад и после вториот последователен бранш што почна негде 2014 на кај 2015 може да се каже дека поише беше на база на екстремизам. Сега ние во моментов истражуваме, значи правиме истражување на таа тема, така што пробуваме да ги откриеме причините зашто да кажеме луѓето во Република Македонија пред се го правиме истражувањето, значи се одлучува да се приклучат на некои такви формации. Зашто рековте околу 200 луѓе до сега има од Македонија. Па од прилика толку се. И пробуваме да се гледаме кои се причините. Зашто нели тие луѓе се одлучиле да прифатат некои екстремистички идеи. Значи дали постои некои идеолошки причини, дали се причините како што спомнавте некои социоекономски. И многу е важно да се направи едно истражување, да се дознае што конкретно е, значи причината зашто е резултирало со појавата на странски борци и да кажеме потенцијални терористи. Затоа што само доколку ги знаеме причините, ние можеме да направиме како држава еден добар одговор, зашто доколку не се знае зашто, државата не може да говори со мерки да кажеме за намалување на таа радикализација. Додека не се постави правилната дијагноза, не може да се најде. Апсолутно, исто како на лекар, да отидете мора да се види што е, да, така, да. Она што загрижува во извештајот, последниот извештај на State Departmentот за состојбата со тероризмот во 2016 година, што тој евидентира дека постојат појавни форми на припадници и членови и симпатизери на ИСИС во Република Македонија и во целиот регион, но она што повеќе загрижува според мене е оценката дека во Република Македонија има слаба стратегија и екипираност на тие служби за да одговорат на некоја можна терористичка значи, вака, видите, акција. Ако зборуваме за тероризмот кој ќе појавен во последните 25 години или исламски радикализам, идејата, односно причината зашто се приклучите кон ИСИС е јасна. Значи, јасна е причина што можда одредена бројка или процент кој што е во принцип минимален, може да има одредени девијации ради X причини. Меѓутоа, основната идеја и цел е поддржување на исламскиот радикализам. Зашто го зборам? Значи, зашто Босна ја кажам? Затоа што Босна е после 90-тите години е прво движење појавено во Европа, кои што предизвикуваат јасно видливи муџахедински движења, значи кои што прокламираат муџахедински движења. Ви имате на маршот 95-та година на босанската армија имате марширање на муџахединска единица. Ние може да дискутираме сега, ако го земиме ИСИС единствено како форма на појава на тероризам. Меѓутоа ИСИС има своја генеза. Има и други, точно. Не може ИСИС да се појави од небо, значи има генеза. Пред ИСИС беше Ал-Каеда. Меѓутоа ИСИС како сметате форма... дека ИСИС од Ал-Каеда настана? Формата ви са ИСИС и видите се, ИСИС самата по себе, заедно со Боко Харам е во тероризмот имат девијација. Зашто? Тие се први две форми кои што завземаат територии. Предходно ниедна терористичка организација не завземаше територии. И тие вршат терористички акти, дел историски гледано во сопствената територија, значи ако земеме терористички акти од аспект на ЕТА, на црвени бригади и така натаму, под идеолошка целта е промена на политичката основа или независност и така натаму, што се случи и со курдската радикална партија, нели тие бараат осамостојување. Меѓутоа некоја структура која што не припаѓа во тој регион, нели, е ИСИС. Значи ИСИС зазема територија и од Либија и од Сирија. И ја водат оние кои што во суштина и не се домицилно население.
Што сака да покажат еве со таква една организација на тие се држава? идеолошко создавање на калифат. Значи тоа е еден систем на исламистичко радикално, односно зашто се вика фундаментализам. Значи тоа е веќе во суштината на идеологијата, враќањето на исламот од корените и начинот на имплементирање на исламот. Тоа се во суштина создавање на калифати, кои што сака да дадат пример како во принцип треба исламот да функционира. Сите оние кои што не го прифаќаат таквиот начин на верување во исламот, за нив се исто третирани како и христијаните или како и атеистите. Затоа се